13.300 ученици се вклучени во дуалното образование. Ова е доволен индикатор дека интересот помеѓу средношколците е во подем, истакна денес министерката за образование и наука Весна Јаневска. И постојано расте бројот и на паралелки, и овие 13.300 ученици кои се во дуалните паралелки се еден силен показател на напредокот на овој процес на образование. Бројот на компании кои се зголемува исто така. Ќе ве потсетам дека бројот на компании вклучени во дуалното образование е еден од индикаторите на реформската агенда. Сме го постигнале, сме го надминале, но не затоа што е дел од реформската агенда, туку затоа што е потребна на Македонија, на нашите компании. Конечно успеавме со помош, нели, на бизнис заедницата и странските партнери да утврдиме модел кој функционира и од кој навистина треба сите да сме задоволни. Со цел продуцирање на стручни и квалитетни кадри за стопанството се воведуваат и стручни студии на универзитетите. Ние за прв пат воведуваме стручни студии од 180 кредити, магистерски студии на тие стручни студии и докторски студии на тие стручни студии. Нешто што сметаме дека многу ќе помогне на бизнис заедницата, затоа што предпоставувам вас ви требаат такви стручни лица и затоа што работејќи во вашите компании тие ќе успеваат да напредуваат и да го достигнуваат нивото на знаење кој е потребно на компанијата. Тие треба да се подготват за пазарот на труд, не за академски заедници или да бидат наставници во училишта. Компаниите ќе си ги обучат луѓето кои што им се потребни за работа. Уделот на практичната настава во високото образование е застапена и до 40%, истакна Јаневска. И не само тие, и сите и академските студии за прв пат во законот се обврзани за практична настава, која треба да достигне до 40% и за прв пат во високото образование спомнуваме дуална настава или дуално образование во високото образование. Со тоа законската регулатива овозможува сега тоа да се спроведе. На денешната презентација на резултатите од примената на дуалното образование, подршка за негова надградба даде и председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески. Ние како комора сме тука да го помогнеме тој процес и ние ќе го правиме тоа на база на комуникации, контакти и компаративни споредби со земји кои што тоа го прават побрзо и на подобар начин и така ќе продолжиме понатака во овој период, а сигурно дека во наредниот пат ќе промовираме вештини, ви кажам, и во другите делови на образованието, што ќе го направат интересно и профитабилно за компаниите.